Господин Милушев, проект поддршка на стартап бизниси за млади. Поддршката доаѓа од општина Струмица. Вие сте представник, раководител на ЛЕВ. Може ли повеќе да ни кажете за каков проект станува збор, за вклучувањето на општина Струмица во овој проект, за соработката со другите институции? Пред се, поздрав до гледачите на телеканал А1. Вам особено благодарно што ме поканивте да бидам гост во вашето студио. Да, секако, значи во рамките на проектот Општина померка на граѓаните, која веќе 2 години се имплементира во партнерска соработка со Фондацијата Институт Отворено општество Македонија од Скопје, Општина Струмица креираше стратешки документи во повеќе области и во рамките на истите подготви акцијски планови со конкретни мерки, активности и проекти, чија реализација веќе започна 2016 година. Меѓутоа, од тие причини, општината, имајќи во предвид дека граѓаните се оние кои што треба да ги кажат приоритетите кои што сметат дека се најважни за да се реализираат како дел од овие акцијски планови, организираше форма на консултација на граѓаните. Тоа беа форуми во заедницата, кои што се организираа 2015 година, и на проектниот форум кој што се организираше септември-октомври 2015 година, граѓаните дефинитивно се изјаснија и потврдија дека проектот поддршка на стартап бизниси за млади е со најголем приоритет, дека младите ни се приоритет, и во тој контекст општина Струмица започна со реализација на овој проект поддршка на стартап бизниси за млади. Вкупниот фонд на проектот поддршка на стартап бизниси за млади е 2.400.000 денари, од кои 1.200.000 денари се придонес на општината од буџетот на општината планирани за 2016 година, останатите 50%, односно 1.200.000 денари, се грант од Фондацијата Институт Отворено општество Македонија од Скопје. Значи, суштината на самиот проект е иницијација, односно охрабрување на младите невработени лица од општина Струмица да размислуваат и да бараат алтернативи за самовработување, односно да креираат собствени бизниси заради свој личен напредок и просперитет. Целта е бизнис идеите кои што ги имаат или размислуваат младите невработени лица да се развијат во бизнис планови, за да некаде при крајот на проектот најдобрите бизнис планови бидат селектирани и бидат финансиски поддржани од вкупниот награден фонд на проектот, кој што изнесува 1.540.000 денари. Каква е интересот? Или ајде најпред да почнеме со како може да учествуваат во новата апликација, која е процедурата за да можат да се вклучат во овој проект? Самиот историјат на започнување на реализацијата на проектот предвидуваше одредени постапки. Значи, согласно постапката за јавна набавка, општина Струмица избра најповолен понудувач за избор на економски оператор, кој што ќе има доволно експертиза и знаење да испорачуваат обука за млади кои што вклучуваат развој на бизнис предприемачки вештини, маркетинг вештини, маркетинг комуникација, маркетинг планирање, маркетинг, продажни вештини, како и правно, односно архивски аспект на работењето на мали и средни предпријатија. Значи, најповолен понудувач беше Knowledge Center од Скопје. Со него општината склучи договор и во тој контекст се формира тим за следење и имплементација на проектот, во чиј состав влегува представник од општина Струмица, кој всушност е и координатор на самиот проект и кој што е достапен за граѓаните за секакви информации во секое време, доколку имаат дилеми или некои нејасноти. Член во тимот има од Фондацијата Институт Отворено општество, представник од Центарот на заедниците и секако представници од самиот економски оператор. Во рамките на работниот план кој што веќе е усвоен, донесен, веќе течат активности. Во тој контекст објавен е јавниот повик за прибирање на апликации на најмногу 50 кандидати заради добивање на соодветен број на пријави. Значи, апликацијата е многу едноставна, за да тие понатаму дел од нив, кои што ќе бидат охрабрени да ги
дефинираат своите бизнес идеи, односно комисијата да ги разгледа и најиновативните и најреално остварливи 20 од нив да продолжат со обуки систематизирани во групи кои што експертите ќе им ги испорачуваат. Тоа ќе се случува значи во лабораторија за иновации, која што е дел од програмата на Централна Европа за 2014-2015 година, се со една единствена цел да дојдеме до момент кога нивните најуспешни развиени веќе бизнес идеи во бизнес планови ги донесеме до ситуација на реализација, за да може да бидат најуспешните од нив 8 наградени и финансиски поддржани. Јавниот повик, значи, беше објавен во 3 печатени медиуми, тоа беше Утрински весник, Слободен печат и Вечер, и во 3 електронски медиуми, Струмица Нет, Струмица Сити и Струмица Денес, а со една единствена цел информацијата да се прошири, значи, зашто поголем број на кандидати, односно интересенти да стигне информацијата до нив, истиот беше испратен, значи, до сите средни училишта, до сите државни и приватни факултети, односно универзитети, до компаниите, до невладини организации, младински организации и секако до Центарот за вработување подрачна единица Струмица. Во моментот јавниот повик се уште е отворен, иако на 14 тоест денеска, тој завршуваше. Меѓутоа, согласно информациите кои што ги имаме добиено од економскиот оператор, од Knowledge Center, и со кои располагаме, имаме информација дека 78 апликации, односно непотполни апликации има пристигнато, меѓутоа од нив само 2 се потполни. Во тој контекст, заради оваа ситуација, значи работниот тим, односно тимот, заедно со Knowledge Center, ги комуницираат, односно ги контактираат интересентите кои што имат поднесено непотполни апликации заради помош во потполнување на целосната апликација, ако апликацијата е многу едноставна, воопшто не е сложена, не содржат никакви сложени елементи кои што би биле забуна или тешки за пополнување, па од тие причини да се откажуваат. Меѓутоа, со сите напори што ги правиме заедно со тимот, се надевам дека до крајот на повикот, кој што е продолжен до понеделник 19 октомври, се извинувам, септември, ќе ги очекуваме сите потполни 50 апликации. Споменавте апликацијата, единствен критериум кој што е така и да може поограничувачки е возраст. Дали нешто друго, освен возраста, таа возрастна граница, треба некој друг критериум да се исполнува во однос на образование, во однос на... Единствен критериум кој што го бара апликацијата е да бидат млади невработени лица на возраст од 18 до 35 годишна возраст со место на живење во општина Струмица. Апликацијата содржи, значи, и степен на образование, секако со атачменти на сертификати или докази за посетување обуки, но тоа не е елиминаторен критериум, туку тоа ќе биде индикатор за групирање на кандидатите, за да може да им бидат испорачени соодветни обуки на сите кандидати, за да заеднички изградат капацитет и да дојдат до ситуација своите бизнес идеи ги развијат во бизнес планови. Така, проектот споменавте после обуки и избор, претпоставам ќе трае малце подолго. Колку време е предвидено да трае самиот проект? Кога да се заокружи? Согласно работниот план, значи проектот треба да заврши некаде при крајот на годината. Сега, како што реков, сме на почетокот на реализацијата на проектот. Значи, на 19 веќе, со завршувањето на проектот, имаме и дополнителен инфоден, кој што Knowledge Center ќе информира и детално ќе информира пред граѓаните, односно пред младите невработени лица, со цел да ги охрабри и повторно, доколку некој пројави интерес, да биде земен во предвид за обуките. Следствено на тоа, значи, ќе почнат првичните обуки на 50 кандидати кои што се пријавени за учество во овој проект, за понатаму да од нив 20
продолжат со обуките во месеците кои што следуваат. Се до моментот кога нивните, значи, бизнис идеи ќе бидат развиени во бизнис планови. Нивните бизнис планови ќе можат јавно да ги презентираат пред граѓаните. Тоа е еден многу нов и интересен начин на комуникација и представување пред граѓаните, со цел да граѓаните имат увид во квалитетот на овие бизнис планови. Значи, тоа ќе бидат бизнис планови испрезентирани поединечно од секој кандидат на видеозапис, кој видеозапис ќе биде на посебен линк кој што ќе биде на општинската веб страна атачиран. Тој линк ќе ги содржи сите тековни информации, односно ќе се ажурираат сите информации согласно работниот план како што се случуваат, за да можат граѓаните и кандидатите да имат увид во текот на активностите и во контекст на тоа граѓаните да имаат увид во самите бизнис планови. Значи, граѓаните ќе имаат можност и да ги гласаат бизнис плановите со тоа што на најдобриот бизнис план, кој што граѓаните ќе го изгласат, ќе му обезбедат директен влез во 8 најдобри бизнис планови. Останатите 7 бизнис плана, значи, ќе ги оценува специјалната комисија која е формирана за таа цел, составена, значи, од експерти и стручни лица, за да истите понатаму се здобијат со финансиска поддршка заради започнување на собствен бизнис. Тоа, значи, е награда, односно награден фонд кој што ќе служи исклучиво за отпочнување на реализацијата на бизнис планот. Дали после тоа општината може ќе мониторира на кој начин се Така. се движи бизнисот или тука завршува вашата работа? Тука не завршува нашата работа. Значи, за тоа потенцирав тоа, мора да го знаат и кандидатите, тоа не е награда како награда, туку тоа е финансиска поддршка заради отпочнување на реализацијата на собствениот бизнис и таа награда ќе се доделува согласно посебна процедура во која што кандидатите секако ќе бидат обврзани, значи, во одреден временски период од отпочнувањето односно започнувањето на собствениот бизнис да со наративен, односно финансиски извештај известат до општина Струмица, односно до тимот за следење и мониторинг на реализацијата, како и на кој начин ги трошеле парите и во тој контекст да известуваат за резултатите кои што секако за нас ќе бидат многу значајни. За сите оние гледачи што сега ќе не гледат, а кои што можеби до сега не аплицирале, освен печатените медиуми и објавата во електронските медиуми, претпоставам ќе можат за сите прашања да дојдат и во општината, во тој одел посебен што е, за да можат повеќе да се информираат, доколку сакат да го патат последниот воз до понеделник. Со цел да ги охрабриме уште повеќе младите невработени лица, значи општина Струмица, односно одделението за локален економски развој и во текот на утрешниот ден, значи, планира еден информативен прес пред сите медиуми, локални медиуми во општината, да информираме и уште еднаш, значи, да појасниме за начинот на апликација, за она што самиот јавен повик е продолжен, значи, да имаат можност да размислуваат и уште малку да се охрабрат, значи, да се јават на самиот оглас. Воедно, во секој случај, значи, ние сме отворени. Повикуваме, значи, граѓаните, односно младите невработени лица кои имат интерес за да ја користат оваа можност, слободно, значи, да дојдат во одделението за локален економски развој или да не контактираат на официјалните службени телефони кои што се објавени на веб страната на општина Струмица, да ги добијат соодветните информации. Така, ова не е прв пат општина Струмица да организира вакви слични проекти во однос да ги поттикне младите на предприемништво и слично. Сите оние претходни проекти и реализирани активности, дали се покажале како доста ефективни и кои се вашите очекувања баш од овој проект како локална самоуправа? Во моментот, значи, можем да кажем дека согласно реализацијата и на сите останати проекти кои што општина Струмица во тој контекст самото одделение за локален економски развој кој што има надлежности во однос на економската политика се покажаа, значи, конструктивни, креативни и ефективни. Меѓутоа, се уште треба многу да се работи на тоа поле. Значи, да не кажам, овие се моменти кога
сакаме уште повеќе со ваквите проекти да покажеме пред граѓаните дека општина Струмица е навистина сервис на граѓаните и мисли за граѓаните и настојува согласно своите надлежности да прави добра, односно да создава можности кои што граѓаните ќе ги користат во однос на нивен личен бенефит.